Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, господинот Рамадан Рамадани е тука. Господине Рамадани, добро дојдовте во студио 10 телевизија 24. Долго време се немаме видено, тоест ве немаме видено на медиумите долго време. Порано бевте чест, ајде да не кажам редовен гост на телевизија 24, сега бевте директорот на културно-информативниот центар на Македонија во Турција, во Истанбул. Поминовте тамо некое време, па да почнеме со тоа. Ми се чини дека вие и го основавте центарот, така? Да. Значи, јас бев назначен од владата на господин Заев прво во 2017 како вршител на должност, без да отидам во Истанбул, дури ги спремивме сите тие договорите и процедурите околу моето заминување и во 2018 година, март 2018 година, јас бев веќе испратен како дипломат во Истанбул и почна работата околу основањето на културно-информативниот центар, со помош и на турските власти и на нашите институции. Центарот и физички се основаше во доделениот простор и ние, значи, во 2019 година, 12 месец, свечено го отворивме тој културно-информативниот центар, таа институција, која стана практично некако куќа на Македонија во Република Турција, посебно во Истанбул, што беше важно и е се уште важно за односите на Република Северна Македонија со Република Турција, а посебно важно за одвивање на културната соработка помеѓу овие две земји кои се чувствуваат и блиски и во културниот спектар, но и делат заедничка историја, минато и веројатно и иднина преку членувањето во НАТО и други форми на здружување. Да, јас и самиот, ние заедно бевме на една студиска посета во Турција, јас бев на неколку и тогаш кога бевме и ние и кога бев и другите пати, јас бев изненаден во турските институции колку има луѓе што се по потекло од Македонија, па самите нели кажуваат, кога одиме таму и кажуваат јас сум од Македонија, мене таткото, дедото и така натаму. Постојат и во турските градови има многу иселеници од Македонија исто така. Постојат силни врски помеѓу двете држави. Како тоа функционираше таму, значи во однос на таа соработка? Па, знаеш, и од таа студиска посета која бевме заедно тогаш, нели, како аналитичари и како новинари, тоа се чувствува, тоа клима. Но за тоа да се артикулира и да се преведе во практика, нели, потребно е таму присуство на македонските институции, пред се во културниот живот, што е најважно. Мислам дека тоа заедништво или таа симпатија или таа отвореност на Турција која е прилично, значи, во обем голема земја споредена со Република Северна Македонија, треба практично да се ефектуизира тоа присуство и тие симпатии. Ако се сеќаваш, тогаш ние при посета на една од институциите, тоест на најголемата законодавна институција, турскиот парламент, ние се сретнавме со еден човек кој тогаш нели беше само подпредседател на пратеничката група. Потоа, значи, со години, човекот сега стана, значи, се работи за господинот Ојузгир Özel, стана председател на најголемата опозицијска партија во Република Турција и човекот тогаш и лично, ако се сеќаваш, но заради јавноста да повториме, ни кажа дека татко му е од Скопје, мајка му е од Кичево и дека потполно се чувствува со припадност кон Македонија во таа смисла. Значи, такви многу примери има во Република Турција и тоа кажува некако на позитивен став кон Република Македонија, но тоа треба да се ефектуизира преку присуство на институции и преку соработка. Посебно велам во културата, каде ние сега
скромно кажано, мислиме дека придонесовме со изградба и со втемелување на ова институција, тоа е културно-информативниот центар, но мислам дека треба уште повеќе поддршка во смисла на програмски содржини, остварување на контакти и на другите културни институции да работат со Република Турција, зашто има големо поле на соработка. Вториот аспект е што истиот однос таму кај нас ни се повтори во смисла на пратење на медиумите кон нашата институција, културно-информативниот центар, кон гостите кои ни доаѓаат од тука, културните работници и уметниците од Македонија кои настапуваат таму. Одлична соработка со неколку општини кои ни даваа бесплатни сали, кои што во други прилики, мислам, би било ептен неизводливо за нас, значи за нашите капацитети. Нашите уметници настапуваат таму, исто медиската покриеност и така натаму. Односот кон нашите, значи представниците кон нас, представниците на македонските институции исто така беше одличен и помошта која нели ја добивме при основањето на ова институција и која беше многу ценета и беше клучна заради тоа. Имено Република Македонија и Република Турција имат подпишано договор за основање на културните центри уште во 2013 година, после 2015 ние со владина одлука сме основале таа институција, но сето тоа практично за да се изведе требаше да се помине многу процедури, многу бирократија која беше действуваше со еден одличен период тука кај нас во Министерството за култура, која морам да го спомнам зашто е еден од најзаслужените за основање на оваа институција. Господинот доктор Исни Исмаили беше тогаш министер за култура тука и во турските институции што беше пресудно за нас и да се навраќам на тоа дека на секаде најдувавме на отворени врати. Еден од главните советници на Реджеп Таип Ердоан беше еден човек од Скопје, господинот Сабри Демир, кој актуелно е, значи, на таа функција и кој се потруди да ги најде тие врати и фиоки каде што беше нашиот предмет во смисла на ефектуизирање и на институционализирање на присуството на културата од Македонија во Република Турција. Да, во Турција или Туркија сега поново, вие го поминавте, интересно е како тамо администрацијата функционира, дека за толку голема, огромна земја, дека е прилично се ефикасно. Во поглед и на ова што зборуваме, еве сега што спомнав за промена на името, значи не само ние, и Турција го смени името сама, се разбира. И тој период таму го поминавте. Вие баш бевте во Турција кога се случи тоа. Како тоа помина во турското општество, онака ме интересира однатре како изгледаше? Па не, тоа и како беше прифатено од луѓето? Да, таму гладко помина, но промената на име можеби заради тоа зашто се однесува на меѓународна употреба и пред се фокусот беше на промена на насловот на земјата во англиското говорно подрачје, зашто се мешаше името на државата Туркија се мешаше со Туркеј на една птица на англиски јазик, но тоа помина гладко во смисла на инсистирањето на турските институции, кои исто така се присутни и во Македонија, како што знаете, Анадолу Ажанси и ТРТ World. И така да тоа таму не се почувствува во таа смисла и продолжи. Па всушност на турски е исто Туркија. Да, на турски е исто. Проблемот е и некогаш, значи кога ќе се преведе на нашите јазици на албански, босански или македонски јазик, тогаш и ортографски е проблем, например тоа ито како да го насловиме. Но мислам дека тоа е пред се за англиското говорно подрачје донесено. Да. Добро, во поглед на односите со Турција, ние имаме една, да речеме, бизнес експанзија на тоа поле, ајде да речеме. Гледаме дека доволно е во Скопје само да погледнеме во центарот, па и поширокиот центар, како се гради инфраструктурните проекти, дека се тоа претежно големи турски компании, огромни турски
инвеститори. Имаше еден податок каде што се вели дека најголем број на странски фирми во Македонија или меѓу најголемите држави е Турција, кои отвараат нови фирми во Македонија. Евидентно е дека таа соработка се продлабочува, ајде да кажеме. Иако Турција одамна е присутна не само во Македонија, туку на целото балканско подрачје, преку ТИКА, преку останатите турски институции, се чини дека Турција има една стратегија за продлабочување на односите со Балканот. И тоа е евидентно, се гледа тоа. Да, не знаеме значи за пишана стратегија, но она што можеме да го видиме е исто и во економскиот дел, но и во културниот и тоа. Мислам дека во Турција, внатре во Република Турција се чувствува некако како заедништво и испреплетеност на Република Турција со балканските држави, и тоа не се однесува само на тие со кои имат, како да кажам, подлабоки културни врски или религиозни, туку тоа и одличниот однос и кон, например, на Република Турција со Република Булгарија исто така, иако таа е членка веќе на ЕУ, а Турција е како нас во чекање пред вратите на ЕУ, така да го насловиме, но се чувствува една приближност. Исто така и во аспект на инвестициите кои не се само во, да кажеме, во Македонија или во Босна и Ерцеговина, туку се и во Република Србија, знаете, исто така голем процент и во односи. Мислам дека некако Република Турција ја презема таа улогата на како да кажам, стабилизатор во некој случај, регионален лидер, и мислам дека тоа посебно сега вака да оцениме аналитички, сега во овој период мислам дека тоа многу мудро се прави без многу побарување во таа смисла, зашто секој однос на државите некогаш е заснован врз принципи на побарување од другите, на интерес. Мислам дека во овој случај не е така. Значи ни со односот со нашата земја, ни со регионалните земји, каде што некогаш се дури водствата и поблиску отколку Република Македонија со Република Турција. Например, властите во Србија и во Албанија се блиску со ова водство на Република Турција, но нема таков однос на такви побарувања и во друг смисол. И мислам дека во Република Турција има озбилни, значи, студии и истражувања, и се знае дека всушност заради сето тоа, заради сиот тој историски бекграунд, знаете вие статистиката дека Турција внатре во Република Македонија важи за најомилените земји во смисла на стратешки партнери и други работи, што не е случај, значи, и со другите земји, како се пресметува тоа со негативен и со позитивен развој. Секогаш Република Турција испаѓа како прва од најомилените пред другите земји. И мислам дека тоа во некој начин сака да го ефектуизира Република Турција, и во други сегменти мислам дека тоа генерално е добро за Република Македонија. Да. Има уште еден момент, иако не е ваш домен, сепак следевте, бевте и таму за случајот со Љупчо Палевски. Значи, тој знаеме дека е моментално во притвор или во затвор веќе во Турција. Таму има посебна процедура околу неговиот престој, му се одржа и кратко судење. Сега чекаме тој да биде екстрадиран во Македонија, според изјавите и на министрот Кренар-Лога и на останатите институции. Тука нема некаков проблем, ајде да речеме, едноставно се чека да помине процедурата. Ги следевте, претпоставаме, турските медиуми околу ова. Ние тука од она што видовме нешто, но не толку длабоко сепак. Како беше ова? Како помина во Турција овој случај?
Pa, slučajot, znači, vo Turcija pomina onaka, mislim, vo smisla da fate ne jedan. Vo Turcija imaše i druga pojava, zašto dojde do promjena na ministrite za vnatrašnje raboti i noviot minister za vnatrašnje raboti koji što dojde, osven ova znači ne beše slučaj, nego kažu vam zašto vo javnosti se stvori to čustvo kako jedan vo niza za ovaj osomničenje od Makedonija, zašto vo Turcija se fatija nekoliko golemi kriminalci koji so godini se ispostavi дека so godini inkognito ili podlažen identitet živele vo Republika Turcija, posebno vo Istanbul i ova vleze vo tije, iako ovo ne beše slučaj, znači ova beše slučaj na prebeg na čoveka od Makedonija zaradi obvinenja i mislim koliko što go slijede... Сакате да кажете дека беше малку и засенет поради Да, засенет поради останатите случаи, не знам, неколку големи кримчари на луѓе, дрога и така натаму беа фатени, што ова изгледаше во смисла да на секојдневна вест. Мислам колку што го следев случајот дека исто се сложувам дека нема некој проблем, посебно дека министерот за правда господин Кренар Лога, мисля, според мене одлично го водеше овој процес, а другиот аспект што би сакал да го споделам и со вас и со јавноста е тоа дека Република Турција има прилично огромно искуство со ваквите случаи, правни случаи, значи и екстрадиции, и има искуство со политичкиот аспект на ова, зашто знаете и во Република Турција, но и тука кај нас, на крајот за екстрадицијата се одлучува сепак политички. И тоа во Турција дури според законите, значи доаѓа до највисок ниво, председателот на Републиката одлучува за тоа и мислам дека во тој аспект тие имат искуства. Но дали имаше тука и некакви анализи дека можеби имаше порано некои прашања помеѓу Македонија и Турција кои се однесуваа на организацијата ФЕТО, па имаше некакви тука аналитичари кои велеа дека можеби сега Турција ќе прави некаков проблем околу Палевски. Немаше никаква индикација дека Турција бара нешто такво. Мислам дека од аспект на Република Турција повеќе се гледат колку овој случај внатре во земјата политички се како да кажам, политички се зголемува околу важноста на тоа. Се дури се третира како човек, значи обвинет за тие грозоморни убиства кои што се случија и кои што не потресоа сите, значи целата држава. Мислам дека нема да има никаква таква конотација и мислам, моје мислење според тоа што го следев, и дека многу скоро ќе биде испорачан. Да, добро, во однос на како функционира кај нас владата, сега имаме техничка влада, како што вели Дуи, за прв пат имаме и премиер Албанец, нешто што се истакнува како момент во политичките односи. Како на вас ви наликува сега целата состојба, бидејќи имаме навистина сега една, ајде да речеме, политичка констелација која на некој начин е, ајде да не кажам уникатна, туку поразлична од порано. И на таков начин одиме во избори, се разбира дека тука имаме, секогаш го имаме и меѓуетничкиот момент, но и политичкиот. Гледаме дека има дека тие политички несогласувања се на сите нивоа, не се само меѓуетнички, туку се и интеретнички, во двата етникума посебно. Интересна констелација во секој случај.
Да, јас прво тука би се извинил во смисла да јас многу скоро сум дојден, значи во ноември, крајот на ноември, почеток на декември сум пристигнал тука и колку што сум можел да следам, тека сега полека се вклучувам, но би сакал да споделам два аспекта во овој смисол. Прво за тој етничкиот дел, мислам ние у Македонија не секогаш нагласуваме, но ние сме имале дури политички премиер Хари Костов, кој што бил етнички влав и не било нешто како значи не ни е ова прв пат да биде поразлично етничкото потекло на премиерот. И друго, мислам дека во јавноста подоста не се разработи дали е ова пржинска влада во таков смисол како што беше донесена и кој нели рекоа дека веќе ќе заврши како фаза или е политичка техничка влада која што го извршува санкциите, кои ние пред некои избори нели имавме прилика 18 месеци да имаме таква една влада безшумна, без имена во смисла на функционирањето. Мислам дека полека партиите и со сите овие констелации кои ги напоменавте, полека влегуваат во предизборие и мислам дека тука ќе биде важен, многу важен, значи односот на партиите кон сета политичка клима како ќе се одвива. Значи веќе од вчера се распишани и изборите и таа трка почнува, некојаш можеби ќе биде безмилосна, но мислам дека сепак Македонија требало би да извлече подобра клима од. Да, ние од тоа многу ќе зависи од се разбира и од изборите како ќе поминат, дали ќе бидат добри, сите се надеваме дека нема да имаме некои сериозни инциденти. Иако за волја на вистината последните изборни циклуси не се такви во Македонија веќе одамна. Се надеваме дека така и ќе остане. Она едно прашање кое цело време во Македонија лебди во воздух, тоа се евроинтеграциите, некако како сега многу помалку се зборува. Сега ние сме во некаква состојба дека добро, закочени сме, тоа е, знаеме дека услов е да се смени уставот, не можеме да го смениме поради знаеме кои се причините, не може да се постигне внатрешен политички консензус околу тоа прашање. Тоа е тоа и некако како можеби јавноста да се помири некако дека нема да мрднеме кон ЕУ, тоа е кога ќе видиме на хартија приоритет на сите партии. Да, мислам дека ова се должи и и заради фактот дека ЕУ ние на некој начин е единствена алтернатива. Значи сето друго што се спомнува, тоа е несериозно, неозбилно и не се докажува во смисла на каде би ја однеле Македонија. Значи дури и да испадне некој дека не знам утре ќе има 120 пратеници, не може да ни понуди алтернатива во смисла дали ние регионално ќе се поврземе со некоја земја, не знам дали ќе бидеме, не знам, под руско влијание или каде ќе идеме. Освен тоа, другиот факт е дека ова работа ни се случи нас, сега овој застој да кажеме, ни се случи после влегувањето на Македонија во НАТО. А влегувањето на Македонија во НАТО е еден голем момент во историјата на нашата земја, зашто на некој начин Македонија ја прави да биде како другите нормални држави, да биде вечна, во смисла на размислување за нејзиното обстојување. Знаете, ние порано имавме работен наслов на држава, значи ние не бевме безимени, но имавме работен наслов на државата, имаше некои ограничувања, имавме дури некогаш, знаете, и внатре проблеми на контролирање на територија, ако ги памтиме случаите со село Кондово и така натаму, значи тие од поодамнешните и имавме, значи, како да кажам, влегување на институции на туѓи држави во територијата на Република Македонија. Ако се сеќавате едно време за овие коцкарските апарати во Делчево, таму имавме директно, значи, превземање од ЕУ институциите преку Република Бугарија, укажување на тие работи. Тогаш дури се покрена тука аферата и ги фатија тие фалс апарати. Значи зборам за многу порано, 2011 година, но како
како случај на наведување на други. Сега тоа не е случај. Значи Македонија е членка на НАТО и тие работи некако како да се абстрахирале. Значи сите се помириле, значи и внатре и околу дека Македонија ќе ја има и сега се помириле во смисла дека ЕУ ни е единствена врата и единствен правец и заради тоа малку доаѓа до тоа, но мислам дека тоа не е евроскептицизам, туку е работа на овдешните институции подобро да работат и да објаснат. Дури и со уставните измени да се објасни дека тоа не е всушност, не знам, некое си барање од Бугарија, туку е тоа политички след на сето тоа што се случуваше околу преговорите со ЕУ. Да, ќе продолжиме на оваа тема, само ќе направиме една кратка пауза. Имаме една изјава од господинот Арбен Таравари, председател на Алијансата на албанците. Тој во 10 часот имаше пресконференција на која ја најави својата председателска кандидатура. Да ја видиме изјавата и ќе продолжиме со емисијата. Граѓани на цела Северна Македонија, дами и господа, по предлог на председателството на Алијанса за албанците и со поддршка од Европскиот сојуз за промени, денеска ви се представувам како кандидат за председател на државата. Привилегија е да имам доверба од толку многу фактори. Одговорност е да биде нивен избраник и нивен доверлив човек. Мисијата е да бидам ваш глас. Кога дипломирав за доктор, ја положив Хипократова заклетва. А за мене најважен дел од заклетвата беше кога кажав дека свечено се обврзувам, дека мојот живот ќе го ставам во служба на хуманоста. Оваа ветување ме следи во секоја година и ден од мојата работа и оваа ветување нека биде мојот мотив во оваа трка. Имаме можност диверзитетите во нашата земја да го претвориме во уметност на соживот и хармонија. Со взаемна почит ќе можеме да се вратиме на сонот кај сите можеме да ги имаме и да ги оствариме. Јас верувам, ова е вистинскиот ден за почеток. Навраќајќи се на мојата заклетва, кога ја добив титулата лекар, се обврзав дека во извршувањето на мојата професија нема да влијае религијата, националноста, расата, политиката или класните припадности. Сакам овие зборови добро да ги запамтите, бидејќи тие ќе ја изразуваат суштината на моето ветување и задачата која еден председател треба да има кон луѓето во нашата држава. Сигурен сум во вашата поддршка. Со почит го чекам гласот од секој од вас. Дојде време државата да има председател албанец, не технички, туку вистински. На секој кандидат, друг кандидат, му посакувам успех и нека биде оваа кампања приказна за инспирација, европеизација и триумф. Промената започна и ова веќе се гледа. Да, ова е изјавата на господинот Арбен Таравари, сега веќе и председателски кандидат за следните избори, сето тоа во контекст на двојните избори кои не очекуваат и председателски и парламентарни. Господине Рамадани, продолжуваме каде што застанавме, тоа се ЕУ интеграциите, бидејќи како што и вие констатиравте, НАТО интеграциите се завршени, но се чини дека перцепцијата на граѓаните во поглед, па сега и на НАТО веќе, на тој завршен процес, па и на она со ЕУ во однос на Бугарија, Устав, не е добар. Дали, како што и вие самиот кажавте, може би тоа требало да се објасни малку подобро, бидејќи еве за НАТО конкретно, многумина од граѓаните може би очекувале дека членството во НАТО веднаш ќе донесе подигнување на стандардот, подобар живот, дека тоа драстично ќе ги смени работите. Тоа знаеме дека не се случи на таков начин. Тој процес има сосема едни други карактеристики и придобивки, да речеме, кои треба да се гледаат многу
подолгорочно, но дали и тоа е добро објаснато, Европската унија цело време тоа се загорчува, ајде да речеме, со овие барања кои не се карактеристични, да речеме, и за други држави. Да, тоа може би се должи на тоа што нашиот процес, значи за НАТО и ЕУ беше следствено, следствено последично беше заеднички во таа смисла и се перцептираше како една целина. Сега, кога историски се одвои, во тој смисол ние влеговме во НАТО, а за ЕУ се уште чекаме, тогаш слабата алка на таа перцептираност падна во ЕУ и меѓувреме некои држави не претекнува во тој пат, некои веќе се членки на ЕУ и тоа секако створи погодна клима за евроскептицизам внатре во Македонија, но мислам дека тоа некако на тој начин, затоа пак велам, некако не се објасни сето тоа подобро. И вториот аспект што ние инсистираме да се објасни е дека евроинтеграциите, еве и сега го следевме на вториот председателски кандидат, значи кој што е објавен веќе како кандидатура, уста полна ЕУ и евроинтегрирање, но сето тоа останува како да лебди во воздух и останува во форма на зборови. Не се објаснува тој аспект од евроинтеграциите, што евроинтеграциите на Македонија не се само кров, туку некако и како темел. Зошто темел? Темел заради тоа што има кохезивност во смисла на поврзување на луѓето. Знаете, вие најголем процент на луѓе се за евроинтегрирање на, значи ништо друго, дури ни една друга конзистенцуална линија не спојува целото македонско граѓанство, така да се изразиме колку евроинтеграциите, сепак во проценти кои ќе видите. Но сето тоа објаснува дека всушност евроинтеграциите се некако и темел на нашата нација во целост и тоа така можеби би требало да се објасни. Дури и со барањето, значи да се вметнат бугарите во устав, ја мислев дека тоа првобитно ќе биде како наше барање, во смисла да ние да бидеме, значи, целосни како земја. Мислам, ако во преамбулата стојат, нели, после рамковниот договор скоро сите припадници на народите, тогаш би требало врз таа логика да бидат и бугарите, зашто тука се, значи, автентични се, мислам, колку се, толку се во тој смисол, но како опфатеност на републиката би требало да бидат и мислев дека така ќе се случи тоа што се случи и не бидна така, но мислам дека со објаснување дури би можеле пак да бидат други пристапи. Да, добро. И за крај, вие сте повторно сега сте назначени од страна на владата за национален координатор за кохезија. Да. Што значи тоа? Правиот збор за кохезија, значи македонскиот провод на збор кохезија е проткаеност. Мислам, проткаеност на државата, на граѓаните, на општеството. Тоа е една од темите кои што ни следат во ЕУ преговорите. Ние мислевме дека ние ако бидеме пред време и работиме на овие теми, ќе можеме да придонесеме за ова, за кохезија на нацијата. Тука спаѓа, значи, кохезија на граѓаните со државата, што нели последните денови баш не ја чувствуваме како своја. Тука спаѓа и коезија на граѓаните помеѓу себе, а спаѓа и меѓународниот аспект на една држава да биде како целина и да се перцептира како целина во меѓународните односи. Ние, значи, јас сум дури завчера назначен на владина седница и во координација со првиот вице-премиер и министер за европски прашања господинот Бојан Маречич и Фатмир Битичи, вице-премиер, ќе разработиме цела таа стратегија што би можеле да работиме како координативно тело во тој
аспект, значи кои ќе бидат моите задолжувања и тоа, но мислиме дека ќе биде интересно и мислиме дека ќе допринесеме за доброто на Македонија. Да, секако тука ни е потребна поголема координација и помош, тоа се разбира. Господин Рамадани, ви благодарам за ова интервју. Повторно на крај да кажам, добро е што повторно се појавивте во јавноста, па ајде, еве, сега ќе имате и, да речеме, нова функција, па се надевам ќе ве гледаме и почесто. Ви благодарам и вас за поканата, многу мило ми беше и ние што се видовме и со јавноста и мислам дека ќе имаме подобри денови и по плодотворно ќе може да учествуваме. Да, ви благодарам уште еднаш.